Veter veet, šuma listit, biljaro. Rosa rosit, treva rastet, biljaro. Sonce grejet, cveke pulit, biljaro. Со урбанизацијата на градовите, современата архитектура, согледувајќи ги потребите на човекот, настојува да му даде убави и практични станови, кои изобилуваат со доволна светлина и топлина. Од друга страна пак, потребите за зачувување на човековата природна околина условуваат поголемиот дел од населението, кое нема можност да има домашна градина или двор, во рамките на својот стан, на прозорците, на терасите и балконите, да си создава свое катче на природа. Во современата македонска куќа, цвеќето представува продолжување на станот, всушност просторија во која престојуваме во нашето слободно време. Таквата современо уредена просторија, исполнета со цвеќе, носи радост преку целата година, а цвеќето во неа не бара посебна нега. Традицијата за одгледување цвеќе, жената домакинка ја продолжувала од генерација на генерација се до денешно време. Цвеќето што го одгледуваме во одаите и салоните е зависно од вниманието што му го посветуваме. Ако растенијата се добро одгледани и здрави, немаат големи потреби, па нивното држење нема да ни задава многу работа. За секое зелено растение во одајата или салонот, најважно е да се држи во светла просторија, со температура што му одговара и по можност во близина на прозорците. Сите цвеќиња, помалку или повеќе, се осетливи на брзи промени на температурата во просториите, зашто растенијата не може да се бранат од тие промени, ами им се прилагодуваат до некоја граница. Затоа, особено во студените денови, треба да се внимава растението да не дојде во допир со студен воздух од надвор. Сите цвеќиња во одаите и салоните треба да ги чуваме од провев или од преголема близина до изворите на топлина, електричните печки, радиаторите и така натаму.
Редовното дневно негување на растенијата се состои во полевање со вода, прскање и миење на лисјата, откинување на прецветаните цветови и пожолтените лисја. Лете, за време на вегетацијата, растенијата треба да се прихрануваат со полевање раствор од шталско ѓубре. Зиме не се прихрануваат, зашто повеќето цвеќиња во салоните и одаите мируваат. Цвеќето во одаите и салоните најдобро е да се полева наутро со одстојана вода и дождовница, која има температура на просторијата во која е поставено цвеќето. На цвеќето во одаите и салоните се насобира прав. Широколисните видови, какви што се фикусот, филадендронот, дифенбахијата и други, потребно е барем еднаш во неделата да им се измијат лисјата со влажен сунгер или со мека крпа. Ситнолисните и кактусите пак, на кои е тешко да им се мијат лисјата, се прскаат со распрскувачи. Не е препорачливо лисјата да им се премачкуваат со масла за добивање сјајност, затоа што се оневозможува дишењето преку лисјата, односно им ги затвораме порите.
cutila ruža vo kledi, a vo dvorovi razvila. Tu je pomina detence jedno majka. Detence jedno majka. Krotko vodija konjava da ne okršiš ružica. Da ne okršiš ružica, ot je ružica vadena. Ot je ružica vadena utro i večer so voda. Utro i večer so voda, a na pladnina so slazi. Ogrejala si mesečinana Bogradinana. Nesi je bila mesečinana, toku si bila malka devojka. Malka devojka brazda kopaše, voda vadeše, da si povadit rambel bosilek. Razvivaj se, bela božurike, razvivaj se, tatkovi ramenja. Razvivaj se, bela božurike, razvivaj se, majkini pazovi. Razvivaj se, bela božurike, razvivaj se, bratovi dvorovi. Zdravče venče, mirizljivo cveće, zdravče venče, beratlite momi, zdravče venče, kitatlite kitki. Ta mene li momi da ne berat, ta mene li kitki da ne vijat, seta gora od mene miriše. Во наредниот блок од емисијава ќе го прикажеме индустријското производство на цветните култури, кои најчесто ги сретнуваме во одаите и салоните, односно ќе прикажеме на кој начин се одгледуваат цвеќињата. Во собната култура на декоративни растенија постои група која се одликува со своите убави вечно зелени лисја, кои со својата сочна и интензивна боја, а кај одделни растенија и форма на лисјата, па и самите растенија, го заслужуваат нашето внимание ако сме вистински љубители на цвеќето. Такви видови растенија се фикусот,
filadendronot, difenbahijata, sanseverijata, razните palmi, pa pratite i drugi. Sive ovije vidovi kajnas nikogaš ne cveta, no ostava cilen vpečatok ako im se dadeni site uslovi za pravilen razvitok. Sive ovije vidovi se razmnožuvaat po vegetativen pad, so reznici ili poredko so seme. Reznicite se prava taka što so ostar nožce sečat delovi od steblo, to so po jedna pupka. Potom se stava vo vlažen pesok ili smesa na treseti pesok, vo jednakvi delovi pri temperatura od 20 do 25 stepeni Celzijusovi. Ovoj način na razmnožuvanje se primenuva vo februari-mart. Ožilувањето трае 3 до 5 недели. По ожилувањето, резниците се садат во смеса составена од еднакви делови на компост, прегорено шталско ѓубре и листовка со додаток на песок во помало количество. Секое растение се става во своја саксија. Се дополнува со спомнатата смеса и се подготвува за продавање. За одгледувањето на овие видови во домашни услови да спомнеме дека ожилувањето може да се изврши и во шише со вода, на светло место, но не директно на сонце. Во декоративно цветните балконски и собни растенија спаѓа и цикламата. Таа е шумско растение и бара разречена сенка, свеж воздух и доста влага. Цикламата е луковичесто цвеќе и многогодишно. Шумската циклама има ситен цвет, добар и пријатен мирис. Индустријската циклама е поголема, но без мирис.
Po boja цикламите се со бели, виолетови, црвени и жолти цветови. Саксијата се полни со хумусна земја, а луковицата со 2 прста се притиска да пропадне во висина со земјата. Полевањето со вода е по појавата на првиот изданок. Крстувањето, односно добивањето разни бои кај цикламата, се врши со опрашување на поленовиот прав. Африканската љубичица е чест придружник на љубителот на цвеќе. Нејзината декоративност е изразена преку разнобојните цветови кои се слични на обичната љубичица. Потекнува од Источна Африка, од планинските делови на Кенија, Танганјика. Лисијата и се темно зелени со влакненца и формираат густа розета. Цветовите може да бидат бели, розови, сини, виолетови. Цвета преку цела година и затоа е доста омилена. Се размножува многу ретко со семе, почесто со лисни резници и со делба на розета. Најчесто е размножувањето со резници. Се земаат поединечни лисја, им се сечат дршките, се садат во влажен песок или во смеса со тресет. Се држат на светло место, заштитено од директно сонце и на температура од 20 до 24 степени Целзиусови. Оживувањето трае 5 до 6 недели, а потоа се пресадува во смеса од лисник, тресет и песок. Слична постапка се врши и за оживување во домашни услови, во вода наместо во песок. Африканската љубичица бара редовно полевање со одстојана вода и температура не помало од 15 степени Целзиусови. Пресадувањето се врши секоја година или секоја втора во пролет. Пресадувањето од помала во поголема саксија е битно за сите видови цвеќиња. Тоа се прави заради создавање нормални услови за развивање на растението. Пресадувањето се изведува на тој начин што саксијата со цвеќето се завртува надолу и лесно се удира од работ на масата, додека земјата не излезе од неа. Потоа се зема поголема саксија, се става цвеќето, се дополнува со нова земја и на крајот добро се полева со вода. Се разбира дека ова беше мала прошетка за одгледување на цвеќето. Љубителите на цвеќето во домашни услови веруваме дека тоа и го прават, го одгледуваат и го расшируваат цвеќето по сите наши краишта. А на новите поклоници и љубители им пожелуваме добар одмор и креација меѓу цветните декори во македонската градина или двор,
na terasa ili balkon, vo odajti i salonite i na sekade tamu kade što go ima cveketom. Veter veet, šuma listit biljaro. Rosa rosit, treva rastet biljaro. Sonce grejet, cveke pulit biljaro.